Наместо еднаква дистанца од сите, ќе промовира еднаква блискост со сите. Наметнатиот спор за името не смее да стане пречка за нашите евроинтеграции, смета Иванов. И тука двојната формула е она што го нуди решението. Од Ирска истиот проблем го има со... Апсолутно. И тоа е начин како да се излезе од овој ќорсокот што некој сака да ни го наметна. Видовме како се однесува сега Словенија кон Хрватска. Утре може исто Хрватска да го прави кон Србија, задутре Србија кон Косово. И тога што сме постигнали? Конечно Европската унија веќе созрева свеста дека ова е билатерален проблем и не може да стане преседан. А и самиот почитуван господин Бадентер пред некој ден кажа дека самиот проблем е апсурден. Во своето владење има времено не го решија проблемот со името. Сега либито го бараат обвинувајќи ги другите, поттикнувајќи делби и лепејќи етикети, одговара Иванов на обвинувањата за антиката. Сега следува новата книга за христијанството, за исламот. Дали ќе ме обвинати дека сум обседнат со исламот, со конфуцијанизмот, со политичките теории на средновековието. Така што не доликува на луѓе кои се сметат за политичари во усвоена демократија да дават такви етикети. Нека земат, нека прочитат книгата, а не на основа на насловот да дават судови. Долгогодишниот амбасадор на Република Македонија во НАТО, Нано Ружин, по председателската трка влезе како кандидат на опозиционите либерал-демократи. 57-годишниот доктор по политички науки, сега професор по социјална политика на Филозофскиот факултет, е некогашен активен спортист. Сепак важи за многу поуспешен во политичката кариера. 2 пати беше избран за пратеник по собранието. На изненадување на многумина, политичката кариера ја замени со дипломатска. И тоа на предок на противничкиот табор. Нано Ружин сега е пред нов предизвик да стане претседател за да може да и помогне на својата држава што побрзо да стане дел од европското семејство. Од Букурешкиот самит наваму, меѓународната позиција на Македонија е деградирана. Едноставно, политиката на наметнување, на провоцирање излегува од европските стандарди. Како своја главна цел, Ружин го посочува забрзувањето на патот кон НАТО и Европската унија на државата и решавањето на спорот за името. 2 клучни пункта на кои граѓаните на оваа земја, како што вели, се длабоко поделени. Како што пишува во Светото писмо, да престанеме со детењари и со инфантилизми, со некој одење во минатото, како да немаме идентитет. Практично со одењето во минатото покажуваме слабост и што најголем проблем од тој археолошки пристап ние правиме официјална политика. Нашите проблеми почнаа кога почнавме да ги именуваме аеродромите и другите значајни места со имиња од минатото. Одлуката на ДПА Мируше Хоџа да биде нивниот кандидат за председател изненади многумина. Таа, освен што единствената жена меѓу 7 претенденти за највисоката државна функција, таа е и најмлада. Условот од 40 години го исполни пред само неколку месеци. Главен приоритет на Македонија, вели Хоџа, се НАТО и Европската унија. Ако не за друго, за луѓето да имаат подобар животен стандард. Станува збор за критериуми кои што се јасно одредени, каде што се знае колку човек треба да плати данок, например, потоа се знае колку проценти треба да има млекото, да речеме, маснотија, и не смее да се бега надвор од тие граници, се знае колку полицајци се распределени точно во одредена територија и по глава на граѓанин. И затоа тоа се реални перспективи, реални можности, конкретности, кои што Македонија не би смела да ги пропушти доколку сака подобра иднина и доколку граѓаните би сакале да се почувствуваат по-здрави и по-безбедни. Свесна е за главната пречка исправена на тој пат, но вели мора да бидеме пофлексибилни, зашто интеграциите немаат алтернатива. Компромис со Грција мора да се направи. Може би зборот изолација и не е најадекватен збор, е прејак збор, меѓутоа јасно е, видливо, очигледно е дека Македонија се затвора. Станува клаустрофобична на некој начин, а би можела да го одбере испротивниот правец да се отвори кон светот. Идентитетот на македонците, смета Хоџа, не е загрозен.
За негово потврдување предлага експерти да направат етногенеза на македонскиот народ. Треба да се воспостави пред се разлика помеѓу историја на територија и историја на нација. Станува збор за име кое се однесува, односно спор околу името кое не се однесува на идентитетот, туку се однесува пред се на територијата. И тука сметам дека можеме да постигнеме многу, а пред се заради тоа што држам се уште не се исцрпени сите можности. Овој 40 годишник има се што може да посака еден човек. Многучлено семејство, разработен бизнис, раскошен имот. Во него убава куќа, базен, езеро, спортски терени, мини зоолошка градина. Но на име Селмани очигледно нешто му недостига. Јас мислам дека во тој пат успеав нешто да направам за поблиските, па после за општината, па како министер за здравство и за државата, и се разбира како след на сите овие чекори во политичката кариера се одлучивме заедно со поддржувачите и да се кандидирам за претседател на Република Македонија. Светот го движи амбицијата. На Селмани е да стане македонскиот Обама. Од родното Шишево до политичкиот врв чекори полека но сигурно. Преку општина Сарај и Министерството за здравство се обидува да стаса до најпрестижната фотелја. Убеден е дека Македонија е зрела да избере етнички албанец за преседател. Па ако неколку мандати албанците гласа, вториот круг се разбира пред се за кандидат не албанец, за да добијат претседател на Република Македонија, јас не гледам некоја друга причина или некоја голема пречка да не гласат и неалбанците, односно да гласат и македонците, и турците, ромите, бошњаците за кандидат кој што е албанец, а кој што подеднакво ќе се грижи за сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Се смета за успешен градоначалник и министер кој стекнал доволно искуство за да се фати во костец со најчувствителните политички прашања. Неговиот рецепт за компромис со Грција е внатрешна кохезија и храброст за соочување со грчките авторитети. Јас прва работа што би направил и би седнал со главните актери во државата, токму за ова прашање да најдеме консензус. Не за идентитетот. Идентитетот е нешто што со ниедна административна мерка не може нити да се успорува, нити да се менува. Идентитетот е нешто што се креира со векови. И тој е креиран. Македонците имат право да се чувствуваат, етничките македонци, онака како што мислат и како што се чувствуваат. Не сака да им се додворува на македонските гласачи, туку да ги увери дека подеднакво ќе се грижи за сите етнички заедници во Македонија ако стане преседател. На 2 часа до почетокот на изборниот молк, пред да ја почнеме дебатата, ја вклучуваме господица Мируше Хоџа, да видиме до каде е на патот до Скопје. Господица Хоџа, дали ме слушате? Да, ве слушам. Добро вечер. Добро вечер до сите гласаци, до сите гледачи. Ние, што туку ја поминавме втората патарина од Гостивар, преголем снег, не успеав, им се извинувам дури и на жителите на Струга, што јас не успеав да бидам на митингот вечерва, затоа што патот ни кажа, кога тргнавме од Скопје, дека е затворен преку стража, така се упативме преку Дебас да стигнеме. И тука некаде пред село Луково заглавивме со кола, почекавме долго време, неколку часа, додека не дојде друга кола да не земе, и сега со таа втора кола јас се враќам директно во Скопје. Добро, драго ми е, вие патувајте спокојно, овде ќе ве чекаме, бидејќи имаме уште 2 часа. Во меѓувреме ќе ја почнеме дебатата, за да се загре атмосферата, па ќе стигнете кога веќе ќе биде вжештено. Добро. Во ред, се гледаме после. Бошковски, зошто ја засиливте реториката кон крајот на кампањата со остри напади кон